Мразот од лизгалиштето ја вжешти атмосферата во Штипскиот совет. Кавгите започнаа откако опозицијската ВМРО ДПМН обвини за сумнителни тендери и високи суми за негово поставување. Според е моментот како е поставено тоа лизгалиште таму, дали се запазени законските прописи, дали изведувачот кој што фирмата изведувач кој што ја поставил таа содржина таму, законски е избрана во законска постапка и дали предвидената сума реално треба да биде искористена за тие цели. Станува збор за содржина која што е во износ од 800.000 денари. Програмата е едно, реализацијата е друго. Значи пари толку нема да бидат потрошени за лизгалиштето, тоа е првата лага која што ја кажувате. И зошто се даваат пари? Втората и многу поважна работа за мене, за да не плаќаат граѓаните. Ако не платиме, можеме да повикаме фирми, компании да дојдат да го постават лизгалиштето и да кажеме ќе се наплаќа, нека си направат цена, но колку граѓани ќе можат и колку ќе имаат можности да платат. На ова од ВМРО ДПМН излегоа со контрааргумент. Од материјалите кои што ни се нам доставени и од тендерската документација станува збор за 800.000 денари сума која што ја има во материјалите кои што се достапни до нас советниците. Кој лаже, ќе има можност јавноста да процени. Покажувавте бројка 800.000 денари. Еве бројката, таа е процената вредност. После тендерската постапка е 650. Таа што ја кажувате 800 плюс ДДВ е 650 плюс ДДВ. Што не е јасно тука? Мислам дека сме јасни. Дискусијата за лизгалиштето ја засени онаа за усвојување на буџетот, кој за наредната година ќе изнесува 6,6 милиони евра.